Демонстрантите од Шарената револуција во петокот вечерта запалија факели со цел да и покажат на владата дека има рок само уште еден ден до исполнување на нивните барања. Непосредно пред истекот на ултиматумот, демонстрантите велат дека не се шегуваат кога велат дека ќе ги радикализираат протестите. Активистот Замир Мехмети вели дека во понеделник ќе има масовен протест. За понеделник предвидовме помасовен протест. Не може да замислите што ќе се случи. Рековме дека ќе ги радикализираме протестите. Деновиве имаше радикализација. Обоивме доста голема површина од градот. Ако не добиеме никаков одговор, не само јас, туку ниту еден од активистите не може да гарантира што ќе се случи. Шарената револуција бара до полноќ Уставниот суд да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Граѓанскиот активист Петрица Рачини вели дека не е изненаден од неисполнувањето на барањата на демонстрантите. Вели дека барањата не се исполнети поради тоа што институциите работат според диктат на владеачките партии. Според него, понеделник ќе се покаже дека суверенитетот е во рацете на граѓаните. Kjo do të jetë në një mënyrë shumë radikale. Протестот ќе биде порадикален. Ние нема да бидеме насилни, но ќе ги искористиме сите методи на ненасилна и радикална борба со власта. Има различни форми: граѓанска непослушност, блокирање на институции, различни герила акции, со кои ќе се покаже дека граѓаните се против власта и дека бараат промени. Барањата на Шарената револуција се ослободување на сите обвинети и приведени демонстранти, оставка на актуелната и формирање на преодна влада, како и оставка на председателот Ѓорги Иванов.